Премиерот Зоран Заев не е виновен дека барал подкуп како струмички градоначалник. Вака одлучи Скопска апелација, одбивајќи ја жалбата на обвинителството за организиран криминал и корупција, со што пресудата за случајот подкуп е правосилна. Постапувајќи по кривичниот предмет во јавноста познат како подкуп, по одржана нејавна седница, донесе пресуда со која жалбата на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје ја одби како неоснована и ја потврди пресудата на Основниот суд Скопје 1 Скопје од 21.5.2018 година. Првичното кривично дело на обвинителството беше примање подкуп, а подоцна го преквалификуваше во барање подкуп од 160.000 евро од бизнисменот Иван Николов Сачевалиев. Скопскиот кривичен суд лани во мај го ослободи премиерот од обвинението, образложувајќи дека јавниот обвинител не го докажал кривичното дело. За одбраната на Заев, ослободителната пресуда е очекувана. Се виде постапката на самата расправа, кога се изведоа сите докази. Сосема јасно беше, мислам, дури обвинителството направи преквалификација која што воопшто беше, така да се каже, нелогична, така да сосема очекувано тоа. Непосредно пред објавата на апелација, бегалецот поранешен премиер Никола Груевски преку Фејсбук искритикува за неговиот предмет Тенк, во кој правосилно е осуден на 2 години затвор. Најверојатно апелациските судии и Кацарска во Основниот суд претходно брзаа да го решат предметот Тенк, за да не ме држат во неизвестност и во исчекување. Тоа е преголема почит да ми помогнат од љубов, хуманост и човеколюбие. А ова што го развлекуваат за Заев по година, 2 и повеќе, е за да го измачуваат. Да види тој како е година 2 да не ти го решаваат предметот, па дури потоа да те ослободат. Премиерот Зоран Заев во текот на судењето беше на ставот дека подкуп е монтиран случај, за да биде спречен да ги објави прислушуваните разговори.